Ви благодарам на сите за присуството. Го честитам денешниот празник на лозарите. Посакувам да биде успешна година, да има богат род. За жал, сметам дека лозарите оваа година нема да имаат добри вести во однос на тоа што значи поддршка од страна на владата за развој на овој сектор. Овој сектор земјоделство во мало го означува пристапот на оваа власт генерално во државата. Кражба, плячка и незаинтересираност за луѓето. Имено од кога ги фатија од Европа како крадат европски пари и го суспендираа ИПАРД програмот, сега владата ја намалува и програмата за субвенции во земјоделството во целост. Од 140 на 100 милиони евра. Значи за цела третина помалку пари ќе имаат сите сектори во земјоделството, сточарството, лозарството, полјоделството, овоштарството и нема да имаат овие земјоделци доволно поддршка од државата како што тоа го имаше во времето на владата на СДСМ. Дополнително, уште неколку трикови од страна на владата. Се зголемува прагот на земја која што треба да се обработува за да се стигне и воопшто до субвенциите. Имено од 0,2 хектари, сега е 0,5. Значи тие кои што имаат 2 или 3 декари земја, повеќе нема ни да можат според измените во правилникот да стигнат до субвенциите. Понатаму видовме како за неколку денари по килограм ја намалија откупната цена на грозјето минатата година и покрај тоа што дадовме предлог закон во собранието, оваа власт не го прифати зголемувањето на откупната цена на грозјето. Дополнително, средните винари имаат обврска да продадат, внимавајте, 30% од грозјето на најголемите една или две винари со цел да воопшто стигнат до парите кои што им се потребни за субвенција. Сето ова оди во прилог на потребите на само една или две големи винари, лозарите, тие кои што мака мачат на сонце тука на земјата во лозовите насади. Малите винари, средните винари, сите се намерно оштетени, намалени им се парите или воопшто нема да можат да ги земат, што е една катастрофа за овој регион, пред се тука во близина и овде со сличен предизвик и голем проблем се соочуваат и тутунарите.